Почитувани граѓани, почитувани медиуми. Во рацете на македонските пратеници е одговорноста за европска иднина на државата, која значи економски напредок, поголем животен стандард, повисоки плати и подобри услови за бизнис. Затоа и граѓаните го поддржуваат членството во Европската Унија. Над 80% од нашите граѓани сакаат да бидеме дел од Унијата, затоа што пред се тоа значи економски развој, повеќе пари за народот и подобар живот. Изолацијата и неизвестноста, држењето на земјата надвор од Европската Унија, ќе има директна штета по економијата и стандардот на граѓаните. Европската Унија е наш најголем финансиски поддржувач. До сега Европската Унија има инвестирано преку 3,3 милијарди евра од првиот ден на нашата независност. Забрзувањето на европските процеси денес за нашата економија и за нашиот народ ќе значи 11 пати поголема финансиска помош од фондови по глава на жител утре. Ние како држава досега имаме искористено околу 1 милијарда од ИПА фондовите, додека Хрватска како земја членка за 10 години има искористено дури 25 милијарди евра. Тоа, почитувани, е разликата. Дополнително, економиите на земите кои станале членки на Европската Унија во првите 5 години имаат исклучително позитивни стапки на економски раст. Па така, по членството Словачка има раст на економска активност од 7,4%, Полска од 5,2%, а Словенија околу 5%. Толку е голема економската моќ на Унијата. Растот на платите на работниците пак во првите 5 години по зачленувањето во Европската Унија е огромен кај сите земји кои станале членки на Европската Унија. Во Романија, Чешка и Бугарија минималната плата 5 години откако станале членки на Европската Унија се зголемила за дури 3 пати. Просечната плата, исто како и минималната плата, пораснала за 3 пати во сите овие земји. Ова е директна придобивка за куповната моќ за граѓаните, за семејните буџети и подобар животен стандард кој неминовно се случува. Сето ова, почитувани, ДПМН сака да го блокира, со што работи на директна штета на стандардот на народот. Тоа ние нема да го дозволиме. Патриотизмот денес значи да се обезбедат услови за повеќе пари за граѓаните, за компаниите, за европски стандарди, економски силна и развиена држава. Економски патриотизам денес значи одлуки кои ќе ја однесат земјата во Европската Унија. Ви благодарам.